Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Попладне во нова средба на градоначалникот со граѓаните од циклусот консултации за креирање на буџетот на општина Прилеп за 2026. Преку инвестиција од 3.100.000 денари во современа опрема, општина Прилеп ги подобрува условите за животот на штетениците во Старскиот дом во Прилеп. Во чистење на речното коридор на градската река извадени повеќе од 300 кубни метри насипи и отпад. Поради обилните врнежи, алармантно е зголемен водостојот на реките. Прилепските боксери имаа успешен настап на меморијалниот турнир Јордан Мијалков и Балкански бокс Лига Open Balkan вчера во Штип. Ракометарите на Прилеп триумфираа во Куманово, даден гол во последната секунда. Утрово беа измерени 2 степени во Прилеп, дневната температура достигна 16 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Секое патување е ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божикни тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. По Планево се одржа нова средба на градоначалникот со граѓаните од циклусот консултации за креирање на буџетот на општина Прилеп за 2026 година. На втората средба, во рамките на процесот за креирање на буџетот на општина Прилеп за 2026 година, беа присутни представници од реалниот сектор, стопанственици, невладиниот сектор, представници од централните јавни институции кои делуваат локално, представници од економскиот факултет Прилеп и Занајчиската комора. На средбата учесниците ги изнесоа своите презлози, идеи и приоритети и се дискутираше за подобар развој на Прилеп во насока на поквалитетни предлози и трошење на општинскиот буџет за 2026 година. Овие средби се дел од креирањето на конструктивни дискусии со граѓаните преку отворен диалог и транспарентен процес за креирање вистинска насока за развој на општина Прилеп според потребите на заедницата. Преку инвестиција од 3.100.000 денари со современа опрема, општина Прилеп ги подобрува условите за животот на штетениците во Старскиот дом во Прилеп. Набавени се современи индустријски машини, од кои перална, сушара, машина за чистење, ходници, правосмукалка, електричен казан за подготовка на храна,
фрижидер, машина за миење садови, саламорезница, како и мини трактор косилица. Ова инвестиција е вложување во подобра грижа, поголема ефикасност и повисоки стандарди. Честитам на раководството ЕВЕ за добиените средства од локалната самоуправа и за спроведувањето на овие средства во подобрување на квалитетот на живот на штитениците. Најавувам, онака како што беше и во програмата, дека исклучително внимание ќе посветуваме на луѓето во третата доба. Еден од сегментите е овој, домот за стари лица. Во чистење на речното корито на градската река извадени повеќе од 300 кубни метри насип и отпад. Ова е алармантно и е потребна поголема грижа за животната средина. Траат градежните активности веќе една недела, согласно временските услови. Беше во прекин извесен период заради неможноста да се работи, да се вади од насипите од големото корито. Денеска сме тука на лице место, од информациите што ги добив, дека повеќе од 300 кубни метри се извадени од речното корито и продолжуваме понатаму се до, како што и неофицијално најавивме, да го исчистиме големото корито до железничкиот мост овде на Кеската улица и понатаму продолжуваме во втора фаза кон мостот на улицата Трајко Николовски, значи овој потек да се заврши, да се симне малку нивото, ако може така да се каже, на големото корито во овој дел на градот. Пред известни години, заради недостатокот на кејски ӡидови, имавме излевање на реката. Денеска, фала му на Бога, за разлика од цела Македонија, кај нас е состојбата со водите на градската река е стабилна, нема можност за излевање. Управата за хидрометеоролошки работи денеска соопшти за алармантно високи водостои на речните текови во северозападниот дел на Македонија, поради обилните дождови кои паѓаа во Прилеп и во Пелагонија. Црна река од 65 сантими го зголеми нивото на водата на 246 или близу 2,5 метри. За денеска, Центарот за управување со кризи информираше дека состојбата со реките е генерално стабилна, без излевање кој би представувало ризик за населението. Сепак, од Управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат на можни нови обилни врнежи и опасност од одрони и свлечишта, особено во западните делови на земјата. Прилепските боксери имаа успешен настап на меморијалниот турнир Јордан Мијалков и Балкански бокс Лига Open Балкан што се одржа вчера во Штип. Во Штип се одржа четвртиот меморијален турнир Јордан Мијалков, односно четвртото коло на Open Балкан купот и олимписки надежи. На турнирот учествуваа боксери од 64 клуба и од 6 држави, главно од земјите на поранешна Југославија. Боксерскиот клуб АС Прилеп учествуваше со 5 своји надежни боксери кои покажа одлични резултати на надпреварувањата. Ракометниот клуб Прилеп триумфираше на гости во Куманово. Даде гол во последната секунда. Последниот меч од 13-тото коло на Суперлигата за мажи беше драматичен. Екипата на Прилеп успеа да ја победи екипата на Куманово со гол во последната секунда преку Владан Кастратовиќ. Ова беше триумф за радост, бидејќи домашната екипа цело време скоро водеше во текот на надпреварот, а финишот дури и со 3 разлика. Последното водство за Куманово беше 28-27, но конечниот резултат беше 28-29 за Прилеп. Временска прогноза. Утрово во Прилеп беа измерени 2 степени, а дневната температура достигна 16. Времето денеска беше променливо облачно со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветар од јужен правец. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.